Благодарам, председателке. Почитуван колега Амар, слушајќи ве, искрено за се зборувавте, но само не зборувавте за точката која што е на дневен ред, а тоа е буџетот за 2025 година, но не и се ме засегна особено она кое што го допревте во однос на даночните реформи и оданочувањето, односно мислам на равниот наспроти прогресивниот данок. Накратко би сакала само една полемика да развиеме во врска со ова, бидејќи вие велите дека прогресивниот данок е праведен данок. Јас тука ќе ве потсетам на еден обид кој што Социјалдемократскиот сојуз го направи 2019 година за да се воведе исто така прогресивното оданочување. Тука треба да се запрашате токму вие кои што поентирате од оваа говорница зошто Социјалдемократскиот сојуз го повлече прогресивното оданочување. Бидејќи почитуван колега, во истиот момент, значи кога почна да се спроведува таа даночна реформа, во државава се соочивме со ситуација да се префрлуваат сметките на даночните обврзници во странство, со тоа потенцијален ризик да ги загубиме овие средства кои што треба да се слеат во буџетот и самите тие средства кои што би биле предвидени во овој буџет односно да ги немаме истите средства. И дополнително на ова морам да истекнам еден факт дека во моментот кога беше поднесен овој прогресивен данок да стапи на сила, ги опфаќаше 1,5% од граѓаните. Што значи тоа? Дека во Република Македонија под најбогати под наводници спаѓаат 1,5% од граѓаните. Ние тука треба да се запрашаме со каков животен стандард се соочуваме во Македонија за прагот кој што беше првично од 60.000 денари да биде за оние најбогатите, па подоцна да биде променет на 90.000 денари. За мене е погубно и катастрофално да имаме ситуација во која што само 1,5% во државава ќе кажеме дека имаме најбогати граѓани. Затоа ценам дека во тој момент, иако беше направен неколку пати обидот од страна на СДСМ да се воведе прогресивниот данок, истиот беше повлечен. По однос на праведноста, исто така би сакала еден аргумент да ви кажам како е исто 10% данок на личен доход на 22.500 и да речеме 10% на 90.000 денари или можеби повеќе. Математиката укажува дека тој што заработува повеќе плаќа поголем удел во самиот буџет и јас би рекла дека тука во овој дел треба да се сконцентрираме посебно на зголемувањето на животниот стандард на нашите граѓани, а моментот кога ќе постигнеме таков успех можеме да разговараме и за посериозни